На вчерашната седница на влада помина измените на Законот за земјоделство и рурален развој, со кој што се создава и законска можност за мерката за кофинансирање на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Од оваа година, земјоделците ќе користат поевтина нафта, со што ќе се намалат производствените трошоци, што е еден од условите за конкурентно земјоделско производство. Земјоделските здруженија од југоистокот велат дека субвенционирањето на нафтата ќе значи и помали тековни трошоци на земјоделците, но и поголем економски раст. Ние од таа седница, што ќе се реши за субвенционирање на зелената нафта, очекуваме позитивен сигнал од владата и мислиме дека ние имаме и пред таа изјава, сакаме да одиме и до 70% субвенционира, со това да се мотивират младите луѓе да работат на земјоделие. Исто така сакаме еден дел да се субвенционира и бензинот, бидејќи ние наводнуваме со моторни помпи во низинскиот дел, каде што има отворен тип на канали, да се субвенционира и горивото на бензин. Мислам дека оваа мерка е позитивна и мерка која што е застапена во европските држави и кај нас малку касни, меѓутоа пак преку здруженијата, асоциациите се избориме и владата има слух да го чува нашиот глас и ќе се реализира таа мерка. На земјоделците ќе им се овозможи за 50% поевтина нафта. Агенцијата за финансиска подршка ќе им доставува платежна картичка со одреден износ во зависност од големината на земјоделските стопанства. Зелената нафта од Министерството за земјоделство изминатите месеци се најавуваше како решение кој ќе го облажи ударот од зголемување на акцизата за дизел од горивото воведено во ноември 2017. Целта на измените е намалување на производствените трошоци и по конкурентно производство.